Кога на 25 февруари годинава во Брисел беше парафиран договорот меѓу Југославија и Европската економска заедница, беше ставен крајот на двегодишните преговори на разни нивоа меѓу представниците на нашата земја и оваа економска групација. Овој договор представува доста поволен облик за проширување и подобрување на структурата на соработката во многу области, како економски, финансиски, социјални, а не е исклучено и неговото политичко значење. Заснуван во склад со заедничката изјава подпишана на 2 декември 1976 година во Белград, тој представува уште еден придонес кон остварувањето на целите на Осимската спогодба од ноември 1975 година, а во склад со завршниот документ на Конференцијата за безбедност и соработка. Основната поставка на неодамна подпишаната спогодба секако е продлабочувањето и проширувањето на односите меѓу Југославија и Европската заедница, за порамномерни економски односи и соработка, зашто сегашните економски односи со заедницата ги следат неповолни движења на штета на нашата земја. Овој аранжман меѓу нашата земја и заедницата представува посебен договор, каков што досега заедницата не подпишала со ниту едно подрачје, регион или земја во светот. За посебноста на договорот, кој го носи стариот правнички белег sui generis, говори и податокот дека заедницата има подпишано договори со 92 земји од светот, од кои 62 се членки на движењето на неврзаните земји. При тоа се работи за поинакви договори од претходно спомнатиот договор. Зошто посебен договор? Разговаравме со шефот на нашата делегација, членот на Сојузниот извршен совет Стојан Андов. Другар Андов неодамна дојде до подпишувањето на последниот договор со Европската економска заедница во Брисел. Вие бевте тој што го парафиравте како шеф на таа делегација нашата, која долго преговараше. Па ве молам за нашава емисија да им кажете што договор е овој со Европска економска заедница. Новата спогодба меѓу Социјалистичка федеративна република Југославија и Европската економска заедница, која е парафирана на 25 февруар оваа година, а треба да биде подпишана по сегашните договори како стојат негде веројатно на 2 април, е по општите оцени своеврсна спогодба, така наречена sui generis спогодба. Таа спогодба е така наречена со право и во Европа и во светот и кај нас, така ја нарековме, поради тоа што Европската заедница има изградено концепт на стварање спогодби со трети земји, има многу спогодби направено со некои регионални организации, а исто така и со поедини земји во светот. И тие се типски спогодби, и они се или непреференцијални, или преференцијални спогодби, или спогодби за соработка со зоната слободна трговија, за придружување или за полноправно членство. Значи, они си развија 5 модела на споразуми. Ние ни еден од тие не прифаќавме. Сметавме дека позицијата, општата позиција на нашата земја, и политичка, и економска, е таква да не се уклопува во тие шеми на заедницата. Ние сметавме дека Југославија, земја во развој, како што е, тоа е единствена несврстана земја од континентална Европа, а тоа што е од континентална Европа многу значи, бидејќи она има сестрано развиени односи со земјите членки на Европска заедница, а со некои од нив има и добрососедски односи, како со Италија, наскоро Грција ќе биде членка, и од таму да се некако се наоѓа во средината меѓу едниот дел и другиот дел на членки на заедницата. При тоа Југославија е социјалистичка земја, самоуправна, која има свој пат на развој на социјализам, и ние сметавме дека сите тие аспекти мора да бидат присутни во едно вака во еден потфат како што е оваа спогодба, која регулира многу значаен дел од нашите економски односи со странство.
И затоа ние, што се однесува нашата позиција на земји у развој, сакавме да ја дефинираме така да она влезе, да ние добиеме еднострани концесии од поразвиена Европа, а ние да не дадеме концесии во тој споразум, бидејќи ние сме понеразвиена земја, ми сме земји у развој. Тоа е едно. Друго, тие концесии мораат да имат таков обем, што ќе одговарат на нашите потреби, бидејќи ние како европска земја имаме сестрано развиени трговски односи со Европа и долгорочни, одамна сме ги имале, и концесиите треба да овозможат да ги скрениме сегашните негативни движења во трговската размена, да го намалуваме постепено дефицитот во трговискиот биланс, да воспоставиме порамноправна соработка и да на тој начин обезбедиме траен развој на пред се трговските, а потоа и на сите економски односи со тие земји членки. Да постепено да ја зајакнуваме нашата економска позиција спрема овој партнер и да можеме после порамноправно да се носиме, и на тој начин мислевме дека и трајна ќе биде соработката. Сега што е Въпросите само малку. Договорот е доста голем, мислам, интегралниот текст е многу голем, а ние немаме многу ни време, ни простор од сега да го разлагаме целиот тој договор. Би ве молил да ми кажете кои се основните негови пунктови, кои се интересни вака, она што содржи он. Па ете, тоа е на секторот на трговијата, каде што најлошо стоиме. Ние добивме царински концесии, нашиот индустријски извоз ќе биде претежно без царини и без било какви други ограничувања, со некои мали изузетоци за кои разговаравме овде денес и ги објаснувавме. На секторот на извозот на земјоделските производи имаме одредени ограничувања и тука не добивме многу, имаме уште тешкоти. Покрај тоа, на секторот на финансиската соработка имавме сега, обезбедивме еден кредит од околу 500 милиони марки, а исто така имаме клаузула која овозможува натамошен развој на финансиската соработка во споразумот. Имаме клаузули кои се однесуваат на положбата на нашите работници запослени во странство. Овој споразум овозможува така наречената утилизација на стажот. Нашите луѓе кои работат во тие земји, во нивните права ги изедначуваат од работа што ги имат права, да ги изедначуваат со работниците кои се државјани на тие земји, освен правата на нивните семејства кои не се во Југославија, и добија право да можат да се собира стажот кога менуваат работата од една земја во друга. Тоа е исто многу значаен момент. Со потпишувањето на познатиот Римски договор меѓу Белгија, Холандија, Франција, Италија, Луксембург и Сојузна република Германија, на 26. март 1956 година во Рим ја основана Европската економска заедница. На 23. јуни 1971 година во Луксембург ја завршена последната етапа од преговорите меѓу Европската економска заедница и Велика Британија, со што оваа земја стана полноправен член на заедницата. Врз основа на спогодбата од 1. јануари 1973 година меѓу Европската економска заедница и така наречените земји кандидати, полноправни членови на заедницата стануваат покрај Велика Британија, Данска, Норвешка и Ирска. Од тогаш па се до денес, заедницата е најголемиот светски извозник, чие вкупно учество во светскиот извоз изнесува 23,4%. За илустрација, Соединетите Американски држави учествуваат со 16,6% во вкупниот светски извоз. Идентична е состојбата и во увозот. Заедницата учествува со 32,6%, а Соединетите Американски држави со 15,7%, така што таа представува најголем увозник во светот. Нејзиниот општествен бруто производ денес изнесува 80% од општествениот производ на Соединетите Американски држави. Овие неколку податоци доволно говорат за каков економски потенцијал станува збор. Европската економска заедница представува високо организирана економска целина со висок степен на интеграција. Пример, Холандија 90% од својот општествен производ го остварува на територијата на заедницата. Кога говориме за економската интеграција, да наведеме и неколку покарактеристични моменти од овој за заедницата најважен процес.
До крајот на 1970 година беа остварени сите цели од Римската спогодба околу интеграцијата меѓу членките. Еве неколку етапи. Во јануари 1965 година започнува да се применува принципот на квалификувано мнозинство при донесувањето на одлуките во Советот на министрите во заедницата. Во јуни 1967 година е ратификуван договорот за фузија на извршните органи на заедницата и Европската заедница за јаглен и челик Евроатом, при што се формирани заеднички совет на министрите и комисија на економската заедница. Во јуни 1968 година е основана Царинска унија со која се укинуваат сите царински тарифи внатре во заедницата. На истиот датум е договорен единствен пазар на работна сила на земите членки на заедницата. Во декември 1968 година комисијата го објавува Маншолтовиот план, чија цел е радикална промена во земјоделството на земите членки во наредните 10 години. 1969 година е подпишана спогодба која предвидува заеднички монетарен фонд, парични резерви за помош на некои од земите членки на заедницата. Фондот за монетарни резерви успешно функционира и денес, кога веќе постои и пресметковна монетарна единица наречена УЦ, чија вредност е околу 30 нови динари за 1 УЦ. Во јануари 1970 година е подпишана спогодба за формирање заеднички фонд за финансирање и краткорочни интервенции во случај на тешкоти во платните биланси на земите членки во износ од 2 милиарди долари. Ова се само дел од спогодбите создадени внатре во заедницата, кои доволно говорат за каква интеграциона цели настанува збор. Ако на сето ова му го додадеме и тоа дека во самата заедница постои висок степен на планирање, може само да се предпостави нејзината економска моќ. Што се однесува до органите на самата заедница, постојат Скупштина или денес Европски парламент, Совет на министрите, Комисија на Европската заедница и Суд на правдата. Распоредот на пратениците во парламентот зависи од големината на земјата членка. Европската економска заедница се состои од земји со статус членки на заедницата. Последен таков член е Грција, која неодамна потпиша спогодба. Потоа земји со статус придружен член, како што се Турција, Бурунди, Камерун, Конго и Конго-Бразавил, Централната Африканска република, Дахомеј, Габон, брегот на слоновата коска, Мадагаскар, Мали, Мавританија, Нигер, Руанда, Сенегал, Сомалија, Того и Горна Волта. Сите овие земји станаа придружни членки врз основа на така наречената Јуанска конвенција од јули 1963 година. Земите Кенија, Уганда и Танзанија кон Европската економска заедница се придружија по потпишувањето на договорот во Аруша во јуни 1968 година, или така наречената Арушка спогодба. Исто така, статус придружни членки имаат и така наречените прекуморски територии. Југославија за прв пат потпиша трговски договор со заедницата во март 1970 година, со кој нашава земја стана најповластена нација во меѓусебната размена, а тука се и разните билатерални спогодби со одделни членки од заедницата кои се уште важат. Со најновиот договор, нашата земја добива еден нов простор за соработка, можност и шанса која треба да биде добро искористена. Во договорот не се работи само за трговска размена, туку и многу пошироко и во другите области, а условите за соработка се многу подобри од кога било порано. Со коректното исполнување на овој посебен аранжман се олеснува верификувањето на наредниот нов договор, кој сигурно ќе ги прошири сегашните видици. Бидејќи се работи за договор кој нема класична трговска основа, купување-продавање, туку договор со мултилатерални вредности. По спогодба која ги поспешува и сите билатерални врски во зависност од заинтересираноста на секоја земја, членка на заедницата за соработка со Југославија, договорот содржи многу новини кои ќе мораат побрзо да бидат проучени, а се работи и за доста сложена материја од меѓународните економски односи. Договорот е доста јасен, иако е многу обимен, прецизно ги утврдува и правото и обврските на секоја страна договорница. И тука е многу значајно пред се прво во коморите и органите на управа во републиките и покрајните, а потоа, а и истовремено и во сите организации на Сдружен труд, да се добро проучи кои предности ги дава сега овој
нова спогодба и да се проучи и isprogramira активноста која секој субјект мора да си ја организира да би ги извлекол предностите што он ги дава. И на крајот, ако не знам дали имате во вид тоа, дали македонското стопанство, бидејќи емисијата има еден акцент, каде ќе се најде, дали се наоѓа во овој договор? Па ние водевме сметка во преговорите да озбедиме колку е можно повеќе да биде избалансиран договорот, оваа спогодбата нова, и од тој аспект да што може појасно да биде да секоја општествено-политичка заедница, пред се секоја република и покрајна, има одредени предности од овој договор. Меѓутоа, делимично какви предности и користи ќе има, во основа зависи од тоа каква е структурата на производството и посебно производството наменето за извоз во поедините републики и покрајни, и колку што знаеме каква е структурата на македонското стопанство и производството, можам да кажам дека предности стекнува и ова стопанство. И тоа предности кои се од таква природа да стопанствениците ќе мораат доста да се ангажират, да добро ги проучат одредите на споразумот и да се припремат како да ги користат тие предности. Јас ви благодарам многу, друга Рандов, а во наред. За време на престојот во Скопје, членот на Сојузниот извршен совет Стојан Андов присуствуваше на состанокот организиран од страна на Стопанската комора и на дирекцијата на Скопскиот саем со стопанствениците на Македонија. Според интересирањата и прашањата кои му беа упатени на шефот на нашата делегација, очигледно беше дека македонското стопанство од поодамна е упатено кон Европската економска заедница. Трговската соработка со оваа економска асоциација датира многу одамна. Ние направивме мал избор на групации кои повеќе од 2 децении соработуваат со заедницата. Интересот на нашава република за трговска размена со текстил во овој момент е доста голем, посебно сега, кога се говори за некои текстилни производи кои ќе бидат ослободени од засега доста високите царински стапки. Македонската текстилна индустрија со памучни ткаенини во вкупниот југословенски извоз учествува со 21,32%, а со памучно предиво со 8,30%. Сега од нашава република извезуваме конфекција во вредност од 3% од вкупниот извоз. Плафоните за извоз на Европската економска заедница со подобности изнесуваат 7.500 тони за памучно предиво, а ние извезуваме 500 тони. Слична е состојбата и со другите текстилни производи. Впрочем, еве што вели заменикот на генералниот директор на Макотекст Ацо Стаматов. Би ви молил, друга Стаматов, да не кажете од аспект на текстил, бидејќи, како што ни е познато, Социјалистичка република Македонија е многу заинтересирана за извоз на текстил, што значи овој договор? Договорот во целина, договорот за соработка, мислам дека представува прилично добри појдовни основи за нашиот извоз, а во некој смисол и за извозот на текстил. Текстилот е поместен во ова спогодба за соработка меѓу Европската економска заедница и Југославија во така наречените осетливи артикли. Би сакал да напоменам да би прашањето било јасно дека во досегашната размена, сегашниот извоз на Југославија на текстил, режимот под кој сме извезувале текстил е регулиран со посебниот договор кој Југославија го има склучено со Европската економска заедница за трговина на текстил, и дека со овој нов договор не се, така да речам како стои во изворниот текст, не се дира во одредбите на претходниот договор. Тоа значи за текстилната индустрија дека квантитативните ограничувања кои ние сме ги имале по тој договор и понатака остануваат, и тоа за најважните извозни артикли од текстилот и за поголемиот број на артикли
кои ги извезуваме. Може ли да се каже дека овие договори нудат доволно можности за една добра соработка со тие пазари, бидејќи јас колку сум упатен во оваа проблематика, вие и досега веќе работите со Западноевропската економска заедница? Па, видите, прашањето е следно. Ние се уште се најдуваме во фаза на проучување на спогодбата која е парафирана и која наскоро треба да биде и подпишана. Тоа е прилично комплицирана материја, меѓутоа мислам дека денеска основните контури и основни сознанија ги имаме. Спогодбата во текстилната индустрија дава можност за преференцијали. Тоа значи дека нашата стока, која извезуваме во земјите на Европската економска заедница, нема да биде оптеретена со царини, или дел нема да биде оптеретена со царини, затоа што се најдувам под плафони. Тоа претпоставува дека ќе постигнеме подобри цени. Јас би сакал да напоменам, не е тоа никаква тајна, дека царинските стопи во земјите на Европската економска заедница во зависност од артикли се движат некаде од 6 до 19%. Би требало да се очекува дека прилика за тие проценти дека ќе бидат постигнати подобри цени. Меѓутоа, основниот мотив на спогодбата, а и ние се огледуваме на потреба да треба да придеме и на оваа спогодба долгорочно. Тоа значи да би морале да имаме една ориентација, да работиме долгорочно. Тоа важи за надворешната трговија, тоа исто важи и за нашите производни капацитети. Мислам дека само по таков начин ќе може да ги постигнеме одредени резултати, односно да ги искористиме оние предуслови кои се создадени со подпишувањето на спогодбата. Секакви ексцеси кои би ги правиле на тој високо организиран пазар, ми се чини дека ќе допринесат понатамо во понатамошните напори на либерализирање на нашиот извоз тамо, односно на увозот на југословенски стоки во заедницата, можат и за нас да представуваат прилично голема пречка. Извозот на тутун во земјите на Западна Европа датира непоследно по ослободувањето. Денес во овие земји извезуваме околу 3500 тони тутун во вредност од околу 6,5 милиони долари. Основните тешкоти во сега стабилизираниот пазар со земјите на заедницата беа околу незаинтересираноста на овој пазар за високите класи на македонскиот тутун, а во исто време и оптовареноста на секој килограм извезен тутун на овој пазар со 47 центи. Овие давачки ги плаќа купувачот на самата Европска заедница. Исто така, тутунската индустрија од Социјалистичка република Македонија повеќе години соработува со партнери од оваа економска групација во размена на технологија и лиценци. Со најновиот договор е предвиден извоз на контингент од 1500 тони тутун од типот прилеп, кој нема да биде оптоварен со царина, а тоа е веќе некаков клуч кој отвора уште една врата за извоз. Секако ова не е се. Еве што вели генералниот директор на Македонија Табак Киро Бисерковски. Тоа Бисерковски, вам сигурно ви е познато подпишувањето на неодамнешниот договор со Европската економска заедница, па би ве замолил да ми кажете од аспект на вашава гранка, извоз на тутун, што вие превземате, колкав е тој контингент, како се припремате за исполнување на овој договор? Земјите на економска заедница се наши традиционални купци и проблемот ни е познат од подавна. Заправо нашата влада работи на овој проблем на извозот на тутун и одредени квалитети во тие земји
уште пред 2-3 години, кога беа присутни високи експерти на економска заедница за одредување кои типови и класи за тоа подрачје би дошле во предвид под условите какво денеска има типо Вирджинија, кој е заправо поради Индија и влезен во економска заедница под посебен третман. Од сето до сега беше направено, од аспектот од напорите на стручњаците и наши, успеавме да само тип прилеп, порекло прилеп, најди место во пазарите на економската заедница, заправо затоа што е и специфичен во ориентот и не ќе може тоа право да го искористи ни една друга земја. За нас е секако интересно. Новите 1500 тона се тутуни кои во типот прилеп као најраспространета продукција во нашето подрачје и односите што досега ги имавме, продлабочени со лиценците на Лорд и Хабе од тие фабрики, од тие подрачја, може да најди еден добар одраз во реализација на она што значат денеска делимични залихи и тоа заправо на тутуни такви кои само тоа тржиште ги троши, само на тие пазари, во тие фабрики може да се употреби. Тоа се и специфична фабрикација, и специфичен вкус на пред се западно, пред се Франција, Белгија и некои од тие земји и од тука рачунаме на еден позитивен одјек во реализација на овој договор меѓу Југославија и западноевропско тржиште. Контингентот од 120 вагони флаширано вино, кое треба да биде извезено со погодности или без накнадни давачки на купувачот, представува навистина мала ставка во сегашниот извоз на вино од нашата земја во земјите на заедницата. Само Социјалистичка република Македонија годишно во овие земји извезува околу 6000 тони вино, што представува 55% од вкупниот југословенски извоз на прехранбени производи. И покрај оптовареноста од 27% на секој хектолитар, извозот во заедницата од година во година станува се поголем, а цената на извезеното нефлаширано вино достигна 90 марки за хектолитар. Секако најупатен во оваа проблематика е директорот на Македонија вино Алија Беговски. Другар Беговски, во договорот, во последниот договор со Европската економска заедница, од аспект на виното се говори за 120 вагони вино. Што значат овие 120 вагони за извозот на македонското вино? Флаширано се мисли. Спогодбата со Европската економска заедница по однос на 120 вагона вино, тоа е во флаши, представува невзатен дел од оноа што извозниците на вино од Југославија го имат во размена со земјите од ЕВГ. Зашто вино од Југославија се извози веднаш по ослободувањето и во овие земји се створени навики под познати југословенски оригинални имења на вина, те затоа и покрај подобностите што ги нема Југославија во извоз на вино во овие земји, ние денес извезуваме 10.000 вагона вино во земјите во ЕВГ и во земјите со конвертабилно плаќање. Ако се додаде тука и количините кои се извезуваат во земјите од СЕФ, се смета дека Југославија оваа година ќе го наголеми таа количина и ќе извезе 11.000 вагона вино. Секако овие 120 вагона представуваат, јако е во количини многу малку, представува доста добар корак за да бидеме присутни ние како земја и со такви
подобности. Меѓутоа, морам да напоменам дека во програмот за извоз се предвидува зголемување на 5,73% во однос на количини, а по однос на вредност 29,53. Ова е секако резултат на сталните напори што ги прават винарите од Југославија за подобрување на структурата и квалитетот на извезеното вино, како и за настојавањето да нашите вина бидат заштитени под оригинални имења и робни знакови на меѓународен план. Интегралниот текст на договорот е доста голем и прецизен и бара навистина добри подготовки за неговото остварување. Материјалните ефекти од овој договор ќе бидат во хармонија со широчината која носи со себе оваа спогодба, дури тогаш кога работните организации со помош на адекватните институции ќе понудат доволно стока и проекти за проширување на соработката со овој најголем светски пазар. За наредните подготовки на заинтересираните организации разговаравме со представникот на Стопанската комора на Социјалистичка република Македонија Борис Чаловски. За остварување на неодамна подпишаниот договор со Европската економска заедница потребни се соодветни припреми како од основните организации на Сдружениот кои ќе соработуваат и соработуваат со ова високо организирана асоциација, така и до овие асоциации како што е Стопанската комора. Чаловски би ме замолил да ни кажете кои све подготовки треба да ги направите и вие како Стопанска комора и ние како република, мислам и основните организации на Сдружениот труд. Какви активности престојат сега? Преку Стопанската комора на Македонија во најблиска иднина ќе бидат преземени повеќе конкретни мерки во врска со тоа. По првата фаза ќе бидат преземени мерки за запознавање на организациите на Сдружениот труд со содржината и суштината на новата спогодба помеѓу Социјалистичка федеративна република Југославија и Европската економска заедница. Планираме да организираме разговори со некои од учесниците на југословенската делегација која ги водеше преговорите во Брисел, конкретно со помошникот на сојузниот секретар за надворешна трговија, другарката Милица Жиберна. Ќе биде подготвен материјал и веројатно разгледан од сите собори во рамките на Стопанската комора на Македонија, а исто така веројатно и од повисоките органи на комората, кој ќе содржи сигурно конкретни мерки и активности за искористување на можностите што ги нуди новата спогодба. Ќе се усвојат и некои конкретни мерки за организиран пристап на организациите на Сдружениот труд во реализација на можностите што ги нуди спогодбата. Во меѓувреме се очекува и упатство од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој треба да помогне во правец на организирање на Сдружениот труд за искористување на можностите што ги нуди истата. Исто така ќе биде организиран и семинар како за лицата во стопанските комори на републиките и покрајните, кои издаваат уверенија за потекло на стоката, за да можат успешно да ја продолжат таа работа која и досега ја вршеа, а во исто време и да се оспособат за издавање на посебен сертификат за потекло на стоката, кој што се предвидува да биде наменет исклучително врз основа на оваа билатерална спогодба само за Европската економска заедница. Исто така, такво оспособување ќе биде потребно и за оние лица во организациите на Сдружениот труд кои работаат на оваа конкретна проблематика. Најважно од се е секако да организациите на Сдружениот труд покажат интерес и спремност
за искористување на можностите што ги пружа новата спогодба. Очигледно е дека новата спогодба нуди можности за зголемување на извозот на организациите на Здружениот труд од земјата и исто така и Социјалистичка република Македонија и зависи од сите нас колку организирано и усогласено ќе извршиме оваа задача. Договорот предвидува соработка скоро во сите области во меѓународните економски односи. Ке споменеме уште два дела од овој договор кои се однесуваат на финансиската соработка и на социјалната област. Во рамките на финансиската соработка, Европската инвестициона банка ќе ја одобри заем на Југославија во износ од 200 милиони европски обрачунски единици УЦ, што одговара на сума од 280 милиони долари или 500 милиони западно-германски марки, со рок на отплата од 5 години. Со ова не се исцрпува вкупната финансиска соработка. Во договорот стои дека финансиски ќе биде поспешувана севкупната економска размена во областа на индустријската кооперација, изградба на инфраструктурата и енергетиката врз основа на проекти кои треба да бидат подготвени од двете страни. Ќе се пристапи кон размена на информации и заеднички анализи на среднорочните економски планови на двата партнера за развојот на платните биланси, како и за движењето на европските финансиски пазари, за унапредување на активностите на носителите на стопанските дејности. Во рамките на Советот за соработка ќе се разменуваат информации за општите услови кои можат да влијаат на тековите за финансирање во разни области од заеднички интерес. Земите на Европската економска заедница се заинтересирани за подобри услови во транзитот преку нашата земја, по влегувањето на Грција во овој пазар, кон оваа земја и азијскиот континент, што предпоставува и одредени заеднички финансирања на програми од оваа област. Според сегашните податоци, во 9 земји на заедницата се вработени или живеат како членови на работниците во овие земји околу 630.000 југословени. Нашите привремено вработени работници со оваа спогодба ги стекнуваат сите права на социјален план, исто онака како што ги имаат и работниците на земјите членки на заедницата. Истите овие права важат и за нивните членови на семејствата кои живеат на територијата на овие земји. Работниците имаат право на слободен трансфер во Југославија на остварената старосна пензија, рента и сите осигурувања настанати во случај на смрт или професионално заболување. Секој работник од нашата земја, вработен во која било земја членка на заедницата, има право на фамилиарни давачки за членовите на семејството, исто како и семејството на работникот државјанин на земјата членка на заедницата. Се забранува секаква дискриминација заснована врз националност во поглед на вработувањето и наградувањето. Прифатена е тотализација на стажот стекнат во која било од земјите членки. Времето на наш работник, поминато на привремена работа во која било земја од заедницата, се собира како пензијски стаж како да е остварен во една земја. Им се гарантира правото на школување на децата на нашите вработени во која било земја од членките без разлика во која земја од членките е вработен родителот и тоа под еднакви услови како децата државјани. Во овој дел многу важно е и тоа што се утврдени и модели за соработка околу враќањето на работниците во Југославија и нивното повторно вклучување во стопанството на својата земја, што представува и одредена заедничка грижа околу отворањето на нови работни места. Овој договор е потпишан на неодредено време, освен одредбите за трговија и финансии, чија важност е од 5 години. На 6 месеци пред истечувањето на договорот, повторно ќе се преговара и ќе биде извршена ревизија на овие одредби. Од средината на годинава, трговијата по новата спогодба ќе почне да се остварува, а времето од неколку месеци е дадено за проучување на ова не така едноставна материја. Другите ставки од договорот важат од неговото конечно прифаќање од страна на Сојузниот извршен совет и на Советот на Европската економска заедница.
Ете тоа беа дел од најактуелните и најинтересните делови од овој значаен и широк договор. Сега, што се однесува до нашата земја, останува прашањето околу организирањето на производството кое ќе овозможи долгорочно обезбедување на производи на пазарот на заедницата. Овде секако не треба да се заборави нашата лоша навика да произведуваме и продаваме во налети. Потребна е постојаност и долгорочна соработка, зашто само на таков начин може да се опстане на овој огромен пазар кој сигурно плаќа, каде конкуренцијата е огромна, каде пазарот лесно се губи. Модерната трговија, која има создадено овој пазар, бара модерни кадри, млади и способни луѓе, за кои не можеме да кажеме дека денес доволно ги имаме во надворешно-трговските организации. Плафоните на слободен извоз се доста големи за голем број на производи, а рестрикциите не се така остри како во минатите години. Доколку овие плафони ги исполниме, а тоа нема да се случи утре, меѓите во наредните години ќе може да се померуваат, а просторот за извоз ќе се проширува. Се разбира со обострана корист, а со цел кон намалување на неповолните трендови за нашата земја, зашто вкупниот југословенски трговски дефицит со економската заедница минатата година изнесуваше 57 милиарди и 200 милиони нови динари.